Детски радиотеатар. Бошко Смаќовски. Приказна за дедото и бабата. Радиодрама за деца. Ако не се лажам, семејството на другарот Јовановски, нашиот прв сосед, отиде на одмор. И јас така мислам. Знаете, не отиде на море, туку на село кај родителите на другарката Јовановска. Па затоа така глуво отпатува. Лани кога одеа на море... Да, Лани. Ни сите станови прошета, Божем да се распраша дали на нејзиниот Данчо ќе му пречи летувањето на море. Што храна да му се дава таму на дете како на нејзиниот 3-годишен дан? Нешто не знаеше, туку да разгласи по цело мало дека ќе одат на летување на море. А годинава како глувци се измолкна уште взори, само за да не ги видиме и да не ги прашаме каде ќе одат. Ама јас не сум сигурна дали се поидени. Ако се поидени, може би се само тој и таа. Детето, дедото и бабата се останати. Всушност дека дедото и бабата не се поидени, знам. Дедото секој ден го гледам наутро кога оди по млеко. Сигурно дека старците не се поидени, не се, но детето е со нив. Токму кога спростира фалишта на балконот, ги видов како излегуваат. Таа го носеше детето на раце, а тој куферите. Старците постоеа на главната врата, ги гледаа додека не се засолнаа за даголот, а потоа си влегува внатре. Невозможно. Што невозможно? Па тоа дека и детето е со нив. Ама кога ти велам, со своји очи ги видов. Тогаш другарката Јовановска не е човек и ниту ќе биде некогаш. Замисли си, отишла на одмора, детето им го оставила на старците да ги измачува. А ако е со нив детето, тогаш дедото и бабата кому му раскажуваат приказни, кому му даваат млеко, кога го молат да јаде, да спие. Еве веќе една цела година постојано слушам, секогаш од 10 до 12 само со него се расправа. Ама може би така ти се причинува. Ама не, 3 дена откако се поидени оние двајца на одмора, а ти велиш дека и детето е со нив, а јас дедото и бабата постојано ги слушам. Хајде Данчо, напи се, хајде Данчо, легни си. А потоа дедото ќе почне да му раскажува некоја приказна. И то гласно, како секогаш. Затоа јас вчера гледам повеќе деџишта од зградава наседнати пред нивната врата. Ги начулиле ушите до вратата. Ама им велам што правите тука, тие слушаме приказни. Само да знаеш, старецот што приказни знае. Ама ги раскажува во многу незгодно време, меѓу 10 и 12 токму кога се готви ручек. Но по некој пат така ќе се заслушам, па заборавам на ручекот ми загорува. Ама сега ме чудиш, велиш дека детето не е тука, а тој сиве дена ви раскажува. Море, тука е детето, јас знам, другарката Јовановска шотишка е. Сака слободно да си го помине одморот, а свекори и свекрва и нека си ја толчат главата. Ама ти велам, со своји очи ги видов. И детето не сум го видела да излезе надвор. Па да не им е нешто на старциве, да не се подштукнале сумот, што? Ете, утре меѓу 10 и 12 ќе те викнем, па слушај. Ајде, Данчо, напи се, Данчо, зашто нема приказки? Слушај, старче, не моли го. Ти испи го млекото. Јас. Не сакаш дедо ти да го пие. Тогаш ти испи го, че? Ајде, Данчо, ајде, напи се додека те молиме. Добро, јас ќе го испијам. Бегај, старче, бегај, не пи го млекото. Данчо ќе би го пие. Ајде, Данчо, ајде, злато бабино. Море, тука е детето. Да појдам да ја викнам соседката за да се убеди лично со своите очи. Повелете, напред! Јас сум. Дојди долу да слушнеш. Го имам ставено јадењето да не ми загори. Тука, ајде да дојдам, ајде. Слушај. Данчо, ако спиеш, дедото ќе ти раскаже една убава приказна. Ајде, Данчо, легни. Убава приказна ќе ти раскажам. Ајде. Ама не слушам глас од детето. Такво е тоа. Ум се отвора само кога плаче или кога јаде. Добро, ќе ти раскажам штом ќе спиеш
Еве, слушај. Чекайте, направим не место. Што барате, бре, тука што барате? Да слушаме приказни. Дете му на Данчо секогаш во ова време да скажува приказни. Ама бидете мирни. Мирни да бидете. Данчо, слушај сега, си била една баба и си имала едно многу немирно внуче. И кога ќе одела некаде бабата, таа го врзувала за себе, за да не се изгуби, зашто бабата ако одела лево, внучето сакало да оди десно. А бабата ако одела нагоре, внучето не сакало да оди нагоре. И сите за таа баба вереле. Дали ја видовте бабата со внуче? Вчера по нашата улица помина бабата со внуче. Нема друга баба како бабата со внуче. Арно, ама внучето растело и станало поголемо од бабата. Та веќе не изгледало дека внучето е врзано за бабата ми, дека бабата е врзана за внучето. И сите сега за внучето почнале да зборуваат. Дали кај вас живее внучето со баба? Ама чо тек изеде внучето со баба? Внучето со баба вчера цел ден седеше на плажа и не се капеше, бидејќи баба му не знае да плива. Но за бабата нејзиното внуче секогаш остана внуче. Не е немирно и кој може секој момент да се заскита. Та затоа се уште го држеше врзано за себе. И за внучето неговата баба се уште беше загрижена баба, која се плаши за него. Та затоа толку мирно си стоеше врзано за неа. И ако некој му направеше нешто лошо на внучето, тоа ќе речеше: добро, ама кога ќе и кажам на баба, и на бабата некој дете ако истореше нешто лошо, таа ќе му подвикнеше: добро, ама кога ќе му кажам на моето внуче, Меѓутоа, еден ден и тој... Што, Данчо, заспа? Штета. И бабата ти заспала. Сега нема кому да му ја дораскажам приказнава. Хајде, ќе ти ја дораскажам кога ќе се разбудиш. Што? Нема веќе да ја раскажува приказната? Што старец! Само што се заслушавме. Што ќе правиме? Ајде да влеземе сите кај некој да го замолиме да ни ја дораска. Крши глава, друго по-паметно и не знаеш. Зошто па колку гласно раскажува? Знаеш, наглов е, па мисли ако тој не слуша и сите не слушаат. Но, гледаш соседке дека детето е дома. Очиве да ми паднат, со очи ги видов. Таа го носеше детето на раце, а тој куферите. Тога што значи се во ова? Па прашај го старецот одоколу. Утре, прашај го кога ќе оди по млеко. Добро утро, дедо. Добро утро. По млеко? По млеко. За Данчо? За Данчо. Треба да пие се да стане голем. Море и тој лошо го навикнал мустаќот. Повеќе истура отколку што пие. Данчо како Данчо. Да, ама многу убави приказни му раскажуваш. По-пусто кога не ги разбира. Убави се, велиш. Да, мило ми е. убави се. Јас сам ги измислувам. Го праша. По млеко. За Данчо. По млека, за Данчо. Испаѓа дека јас лажам. Ама никој не рече соседки. Не рече, ама на тоа мислиш. Ако сакаш да знаеш, јас се знам. Знам за половината од градот кој што има денеска за руче, кој е тука, кој не, кој се оставил, кој се оженил, кој плаче, кој се смее, кој игра, кој пее. Не. Само сакав да ти докажам каква бездушница е другарката Јовановска. Деца, започна ли приказната? Уште не го мога да легне. Сега ќе почне. Допрети ги ушите до вратата.
Значи, ќе легнеш. Еви јас до тебе ќе легнам. Дедо ти ќе ни раскаже една нова и убава приказна. Хајде, Данчо, Мирен, е така. Готови сте за слушање? Дедо, готови сме. Готови, Ама некоја смешна приказна. Многу смешна. Смешна, добро, смешна. Ајде. Си биле еден дедо и едно внуче. Ама внучето било кротко, мирно, мувалче. И сите мислеле дека е болно. Затоа дедото го однесол на лекар. Лекарот го прегледал и видел дека детето е здраво и право, а бидејќи само мало тромаво било дембелче, па затоа решил да му даде една инекција против тромавоста за да биде весело, закачко и немирко. Внучето, кога ја видело инекцијата, почнало да плаче како што плаче и секое друго дете. А било мирно, а било немирно. И на дедото му паднало жал кога го видел внучето како плаче. Ја искористил занесеноста на лекарот околу подготвувањето на инекцијата, па место на внучето тој се наместил и лекарот нему му ја ставил. Кога дошле дома, станало чудото. Инекцијата почнала да работи во дедото. И внучето си седи мирно. А дедото се пика под столовите. На сите им го покажува јазикот, скока по отоманот, вади од кревенецот што ќе најде, им бара по джебовите на сите домашни, става на очи, едни скршени очила, зема едно моливче и со него шара под зидот. Го гледаат сите и му се чудат, а дедото ни пет пари не дава. Туку седнува на еден стол и вика: напред конче! Опа, хајде, гита! Потоа се налутува за нешто и се пикма во ќошето и почнува од мака да си искуве мустачите. Но, бидејќи се негови и го болат, ги остава мустачите и го грабнува мачорот за опашката. А мачорот... Што? Вие заспавте, а? Штета. Само што се расприкара, вие заспавте. Па нема кој да ме слуша. Добро, ај, утре ќе продолжиме. Веќе... И мене налегнува дремка. Една вистина штета. А сега човек не знае што станало натаму со дедото. Што може да стане освен како и секое друго дете? И тој да ја изврши мала нужда во гајки. Како за старец? Па не е виновен тој. Инекцијата. Според неа треба да се однесува како и секое друго дете. Ова е смешно. На сите дедовци треба да им се става такви инекции. Па место внучињата, чотекот ќе го јаде дедовците. Ајде, кршете глава, де. Кај се видело син да го тепа својот татко. Тоа траеше уште неколку денови. Точно меѓу 10 и 12 соседите ги оставаа недозготвените јадења на електричните шпорети и доаѓаа пред вратата на дедото и бабата. Во исто време и децата ги оставаа игрите во дворот и се вскачуваа пред вратата на дедото и бабата. Така ги слушаа приказните на дедото, неканети присуствуваа при заспивањето на Данчо. Но еден ден се случи нешто сосема десетто. Тука сте. Никако не сака да јаде. Кој? Данчо. Никако не сака да јаде. Па дедото задоцнува со приказната. Не ќе можам да чекам, ја имам ставено питат. Ќе ми изгори. Еј, ама Данчо, ама петле. Да, лошо детиште. Сега пак само што ќе ја започне приказната дедото, тоа ќе заспие. Чекај ти, бре, што се туркаш, оди понатаму, гледај дека нема место за мене. Ту, дечишта ни заедни, одете си, играјте надвор. Ова човек, односно жена, не може да чуе ни една приказна. Ама да почни. Леле, дедо зло. Што е, стара? Што е? Данчо го преврти тенџерето со кисело млеко. Она, за ручек. Тоа проклетие. Уби го, со меката под глава, удри по глава таму. Немој дедо со покалаш, немој. Кажам јас му рада. Море со заби ќе го изгризам. Немој.
Jaz ne mu. Čekaj, kolesar. Što je ovo? Se povampirile dedото и бабата и тоа ти. Леле, че го убијат кутро кod дете. Трчај, бре, ти по татко ти. Трчај. Насилно да влеземе. А ние да тропаме, да отворим. Тропајте. Отворете. Отворете. Немoj, ќе скокне низ прозорот. Немoj, старец, немoj. Neka skokne i parčine, neka se napravi. Udri po nema. Немој, ќе го. Вие уште чукајте на вратата, чукајте. А јас ќе појдам да повикам милиција. Брзо, луѓе, веќе го убија дете. Ало, милиционерска станица? Pardon, stanica na milicija. Sjeno, drugarke, se razvršne, što barade? Pomož, go ubija. Poleka, drugarke, ko ubije? Kako poleka, tuku, brzajte, go ubija, Dančo. Halo, na ulica Podgorska, zgrada broj 6. Jedan dedo i jedna baba saka da go ubija toj Dančo. To im je vnuče, a majka mu i tatko mu se na odmor. Kriva je majka mu. Dobro, drugarke, dobro, vednaš dođa. Јавих на милицијата. Што има ново? Не знам. Викаат крша дури кутри од мачор никаде место не го фаќа. Проклет, Данчо. Немој. Проклет, Данчо, парčine ќе ме Немој со на ланата, огледалото ќе го скрши. Луѓе, што е тоа? Што е тоа? Па овие внатре се заклучиле и внучето сакаат да си го убијат. Ама што чекаме? Ајде да влеземе насила. Ајде. Еве доаѓа и милицијата. Тука ли е? Тука, но кој знае дали е веќе живо детето. Насилно влегување. Ало, građani, otvorete milicija. Otvorite milicija! Ženi, deca, turkajte na vratata. Alo, građani, otvorete milicija. Milicija je тука. Дедо. Се пика под креветот. Секогаш ти време дека не треба да се здебелуваме. Не можам да се пикнам сега под креветот. Данчо, шиф нема да ми излезеш проклетиот. Излезе. Фати го! Излезе. Готово, ќе го докуцурам. Другар милиционер да побрзаме, уште го немаат убиено. Ќе те фатам сега. Ajde, sите družno. 1, 2, 3. Stoj! Ostavi go stolot. Racite gore. Poleka, građanke, prvo treba da se dokaže. Evo kada je deteto vašето vnuče. Кој сте ви што барате овде? Praša, kada je vašето vnuče? Што? Да не му се случило нешто на мојот Данчо. Луѓе кажувајте што му се случило. Ти се преправа. Место таа да ни одговори што му се случило на нејзиното внуче, таа нас не прашува. Ти кажи каде е. Građani ve prašav kada je vašето vnuče. Моето внуче е кај другиот дедо и другата баба на село. Лаже. Де соседке? Зар стар човек да лаже? Зар на стар човек му се вели дека лаже? Не, другар милиционер, не, ние со наши уши слушавме кога вика уби го, со метлата поглава, уби го те прокледан. Да, викавме, но не го погодиме. Ни со метлата, ни со нешто друго, знаете. Данчо е многу брз и многу итари. Дори сега ништо не разбирам. Добро, од една страна велите дека Данчо е кај другиот дедо и кај другата баба на сел. А од друга страна ни кажувате како не сте успеале со ништо да го удрите, бидејќи Данчо бил итар и брз. Точно, не успеавме да го удрите. Добро, каде е Данчо? Избега. Ние никого не видовме да избега. Избега. Вие кога влеговте, тој избега надолу. Ама кој избега? Ама мачорот. Па нас не интересира мачорот, туку Данчо. Така де, Данчо избега. Граѓанине, не преправајте се. За секој лажен исказ и погрешно патување на службената личност. Прашувам каде е Данчо кога пред малку сте сакале да го убиете? Па ви реков, синко милиционер, избега. Ама кој избега, брате? Кажете еднаш јасно и гласно. Па избега мачорот Види, другар, Данчо. ни го преврти тенџерето со киселом. Со киселом, А само тоа го имавме за ручек. Тесна храна, ние двајца сме стари. Кој ќе прави сега друго нешто за јаде? Ама преправање. Морисо, што ти што сме ти направиле? Викаш убијци, викаш лаже дедото. Што ти е, бре, черко? Каде
е Данчо, внучето? Па реков, со мајка му и со татко му се кај родителите на невестата. А приказните? Кому му ги раскажуваше приказните? Кого го молевте прво да јаде па да легне, за кого секој ден купуваше млеко? Нели те прашав ти рече дека купуваш за Данчо? Точно за Данчо. А каде? Па луѓе, на македонски јасно и гласно ви реков дека избега точно кога влеговте вие. А каде е сега, не знам, сигурно е на некој таван горе. Мачорот. Па точно мачорот. А Данчо? Слушайте, тука има некое недоразбирање си. Нема никакво недоразбирање, другар милиционер. Нека одговори каде е Данчо. Сега ми стана јасно. Знам што ве збунило. Тоа е долго. Го убиле, другар милиционер. Кажувај. Реков, долго и широко е тоа. Знаеш, синко милиционер, ние со старичка живееме, заспиваме и се будиме со внучето. За нас ништо друго не постои. Ама сега не ни е дома. Татко му и мајка му ќе одеа на работа, ние со него дома, па се навикнахме последнава година. Секој ден меѓу 10 и 12 да го успиваме, да му кажуваме приказни. Знаеш колку ни беше тешко кога останувавме сами без него, без Данчо. Нити ни се легнуваше, нити ни се стануваше. Како шути бевме. Да, како шути. Едноставно се навикнахме да се грижиме за него и од ненадеж останавме сами. И јас и бабичкава стари за никаде. Так, утрата толку убаво се изнаплака. А јас марш. Што ако сум дедо? Па, не ми личеше да плачам, па првиот ден ич не се завартив дома. Што низдвор, што по чаршија, празна ми беше куќата, синко милиционер, па не ми се излегуваш, не ми се влегуваше понекога. Бабино кученце моје неубаво. Доста, ајде, српи, слушай, српи се, ќе дојде Данчо, не. Па така, синко милиционер. Да, мачорот го прекрстивме Данчо и со него почнахме да си играме, да ни поминува некако времето. Го заспивавме, му раскажувавме приказни, просто со него се забавувавме, како да не е обичен мачор, туку како да ни е нашето внуче Данчо, нека ни е живо, а и вашите да се живи ако си имате. Ама тој мачор од Данчо денеска претера, другар милиционер, ни го преварте тенџерето со кисело млеко. Кисело млеко тенџерето за ручек ни беше. Ајде, разотидете се. И вие граѓани друг пат не кревајте време попусто. Ние мислевме... Па тоа и ви велам, друг пат подобро размислете. Ајде секој на своја страна. Што ќе си одите, синко милиционер? Па поседите. Ние сме сами. А вие, и вие соседи, поседите. Простете, за вратата, дедо. Ќе испратам веднаш мајстор да ви ја поправи. Не треба, јас ќе ја поправам. Ништо, сам ќе ја поправам. Јас ќе ја поправам, дедо, јас ќе. Благодарам, синко. Ајде, разодидете се, де. Дедо, бабо, останете со здравие. Со здравие. А Данчо, внучето наше, што дете, синко милиционер, како јаволко е. Утре, задутре ќе дојде, од два и го чекаме. Шути сме без него. Питата ми изгоре. Јас ти питата. Дедо, дај на тесно. Тесло, Не е многу штета на вратата, само бравата е откачена. Ајде вие што чекате? Ојде надвор, бе. Вркај ги децата, синко, не вркај. Чекайте, че да баба ќе ви даде, нешто ќе ви да. Еве Тесла. Бабо, дај ми и мене бомбони, не само ним. Дај ми и мене. Немаш заби. Дај ми едно бомбонче, ајде. Дедо, ако сакаш ќе појдам да ти купам кисело млеко. Не треба, само слугата е веќе продадено. Треба да одите до централната млекарница, а таа е далеко, синко. Немој. Како? Тогаш, внучиња, појдете. Еве, така, чекај. Еве ви, колку е, еве ви пари, хајде. Децата уште ги нема. Да не ги сгазило некој ауто, брате. Па ти де. Не требаше да ги праќаш. Моли, бабо, па тие не се деца, јунаци се, Ние за волкот, а два волка на врата. Ти велам, јунаци се тие. Јунаци. Еве, повелете.
Еве го и кусок. Задржете го. Благодари ме. Чекайте, баба да ме багне. Ох, деден, баба да ме багне. Што е, внуче? Кажи. Нема да се лутиш ако те замолиме нешто. Ако се лути некој, сам нека се собуе. Што е, ајде. Да ни раскажеш една приказна. Една смешна приказна. Смешна приказна. Ајде, добро, ајде, седнете, ха? Седнете, така. А ти, бабо, ајде, отвори го прозорецот. Така, шубаво, дојде. Ќе ја запаметиме летнава горештина. Значи, сакате смешна приказна. Уф, што е запорничаво. И денов ни беше напорен. Чуден ден. Ова што ќе ви го раскажам се случило во Тетово. Не во Тетово, во Злетово. Најпосле не е важно дали во Тетово или во Злетово. Но си било едно внуче и внучето не сакало на училиште да оди без деда си. Затоа и дедото сите часови морал да ги помине со внучето во иста клупа. И не сака. И учителот, ако го прашал нешто внучето велело, прво нека каже дедо, па јас ке кажам по него. И така дедото морал да одговара на секое прашање. По некое време и дедото почнал да крева рака кога ќе поставил учителот некое прашање, а понекогаш и без да биде прашан одговарал. На децата им подкажувал. Или учителот ќе одржувал некое предавање, а половината деца во исто време ќе се насобере околу дедото и тој им раскажувал приказни. Но, не можејќи веќе да истрпи, еден ден учителот им рекол на учениците: или јас, или дедото надвор. Ти! Одговориле учениците и учителот налутено излегол. Дедото се нашол во небрано. Штом видел дека излегол учителот, учениците почнале да прават 300 чуда, да скокаат преку клупите, да се тепаат со торбите, да прават авиончиња од листовите на читанките, И дедото видел, не видел, излегол надвор и почнал да го моли учителот да се врати. Што заспавте, Штета, дури сега почнуваше смешното. Ако. Спите. Ќе ви ја дораскажам приказната кога ќе се разбудите.